Предраг Перешич, како излезен од Paris Fashion Week, како модната писта, односно модната ревија од Париз, меѓутоа ние се наоѓаме на друга модна писта, поточно во Штип на Штип Fashion Days. Како си ми, Предраг, и како се чувствуваш овде на оваа модна писта? Ревијата е супер, морам да кажам, јас бев и лани дел од оваа ревија. Сега е доста сменато, но доста добро. А на твоето прашање како се чувствувам, па има еден рефрен: најбоље изгледам кад се најгоре осеќам. Мислам дека така можам да опишам искрено после све ова. По ексклузивното интервју што го даде за Хајп телевизија, препоставувам дека доби секакви коментари, и негативни и позитивни. Што мислиш за сето тоа? Бидејќи ти беше искрен, емотивен и тоа го кажуваше со причина. Знаеш како, искреноста некаде би се ценела, но кој нас не е. Тежок период, бурен период за сите нас. Многу хейт коментари, многу хейт, али негде јас тоа интервју го дадов за да постигнам малце свест, но гледам дека во нашево општество се уште не сме доволно свесни за таа тема. Дали денес можеш гордо да застанеш секаде и да кажеш да, ова сум јас? Да, јас немам проблем, еве стоам овде пред камера, на кој му се допаѓам, на кој не може слободно да го сврти погледот на другата страна. Предрасуди секогаш ќе постојат и кај нас при секаде во светот. Дали ти имаш свои предрасуди за нешто? Не, јас не осудувам, искрено ти кажам, не осудувам никого, не судам на никого, не сум судијан, само Господ може да ни суди на сите нас. Гледам да бидам што подобар човек би можел и тоа е тоа. Не наштетувам на никого. Кој е твоето мислење за нашиве денешни инфлуенсери? Па, искрен, не знам како да се изразам, али има доста добри инфлуенсери, но ретки се тие кои што знаат за застанат кога е тешко да се бранат помеѓу себе. Секој си го гледа некако својот грб, но тоа не е проблем само во инфлуенсерството. Проблем е насекаде во било која работа. Никој не гледа да му помогне на човек, доколку може да го кутне што подоле, да. Ја поддржа ЛГБТ заедницата, дали таа те поддржа тебе? Не, мене не мора да ме поддржа никој, затоа што јас се уште се немам изјаснето како дел од ЛГБТ заедницата, јас само одговорив на прашањето дека поддржувам. Но не поддржувам некој да глуми мачки и куче на улица, тоа беше моето интервју, но за ЛГБТ да, секогаш поддржувам. Но мене искрено да кажам никој не ме ни поддржа, освен моите најблиски, и некада може и боле да видам со какви луѓе имам работа, затоа што во такви моменти се гледа кој ти е искрен пријател, кој не. Оние лажни отпаѓаат. Твоја пријателка Елена Ѓорговска е една од нашите најпознати топ моделки која се пробива со рапидна брзина во Европа па и во светот. Денес Елена ја нема за жал на социјалните мрежи. Како Елена, дали ќе се врати на социјалните мрежи, бидејќи знаеме што се случуваше со неја во последно време и дека имаше огромна поддршка од инфлуенсерите, па и доста од народот? Вака, искрено мислам дека Елена јавно не сака да збори никаде, но од аспект на човек кој што би гледал во јавноста што све се издешава, можам да кажам дека погрозоморно нешто и поодвратно од таков масовен напад и линч на една млада девојка јас се уште немам видено. Не разбирам зошто тоа го прават. Девојката не убила човек, не е наштетила на никому. Елена е човек, вака искако нејзин пријател, можам да кажам, кој што секад гледа прво за сите останати други да им биде добро, па потоа за себе. Тоа кажува какво општество сме ние. Ние многу брзо се забораваат трагедиите кои што потресуваат цела оваа јавност, цела оваа година кои што ни се издешаваа, но се уште се врти Елена само. Тоа е до нашето општество, тоа е до нивното незадоволство. Сметам дека доколку платата, пример, просечната плата би била 2000 евра во државава, никој не би коментирал Елена, туку би гледал да отиде негде на одмор со семејството, пример на Малдиви или да одвои повише. Би го немало тоа незадоволство, али добро разбирам. Кај нас се мали платите, девојката едноставно работи, се заработува добро и нејзино е право на што ќе ги троши нејзините пари. На твоите социјални мрежи објавуваше фотографии и статуси од покојниот Мартин Сипковски, модел и момчето кој загина трагично во Белград. Која е твојата поврзаност со него, дали се знаевте, во која релација бевте? Искрено можам да кажам дека и сега сум баш потресен од тоа да добив информации за неговиот погреб. Мартин беше еден од моите најдобри пријатели. Јас стварно можам да кажам дека тоа е дете кое што никому нема наштетано. Јас стварно се гнасам од насловите кои што ги читам и во нашите и во српските медиуми и мислам дека треба, праќам апел до сите медиуми да обрнат внимание како и
на кој начин ги пласираат вестите, бидејќи се работи за едно семејство кој што е погодено со огромна трагедија. Сепак Мартин има имало летна сестра која што ги чита сите тие наслови и треба да покажеме малце повеќе разбирање. Јас сум стварно разочаран од сето тоа. А што се однесува до Мартин, можам да кажам дека изгубивме премлад талентирано дете. Он имаше повреда од која што не можеше да продолжи со ракометот. Он е единствен кој што се вивна во странските води со моделинг, кој што беше најуспешен. Ја го следев искрено да кажам секој чекор на Мартин од Турција. Јас стварно, мене ми е толку многу жал, јас од денови сум веќе потресен и не знам како да објаснам дека таков човек мислам дека уште еднаш нема да се повтори. Во секоја моја најлош момент од животот Мартин стоеше зад мене. Можам да кажам дека кога мене ми почина татко ми, Мартин беше прв кој што секад беше овде да ми даде поддршка и еве можам да им кажам и неговите родители, неговото семејство, доживотно додека сум јас жив, они ќе имаат поддршката во мене. И не искрено многу сензитивна тема. Се воздржувам да не се расплачам овде, али Мартин е дете кој што беше совршено. Се шпекулира дека постои афера во Скопје. Дали имаш некакви информации или врска за нешто такво? Не знам што да кажам. Такви муабети секогаш имало и ќе има. Гледам дека кај нас луѓево имаат премногу слободно време. Изгледа пошто младиве пијат доста, едно 3-4 кафења на ден, 60% од младите и немаат време да гледаат за себе туку за други, па им некој има толку слободно време да уништува туки живот. Скандалозно, не знам што да кажам, апсолутно немам никаква поврзаност со тоа за што се збори, знам на што мислиш. Али страшно, али ајде, ќе издржиме. Секој чудо за 3 дена. Се надвам ова ќе заврши што побрзо. Има еден податок дека Македонија е една од земите во Европа, можеби на второто место или на третото, не знам точно како беше, дека народот конзумира најмногу диазепами. Се случи во твојата приказна да кажеш дека си конзумирал диазепам, дали денес користиш диазепам во одредени моменти или веќе го надмина сето тоа? Не, денес не користам никакви лекови. Тоа беше мал период од мојот живот кога што бев премлад и не можев да се сносам со последиците, али веќе сум, искрено да кажам, оттрпнат. Чим стојам овде и зборам, стварно веќе не ме допира кој што има да ми каже. Нека си гледаат за себе, хејт има, да, преголем, тешко се издржува, али добро, тука сме за да издржиме да се бориме. Не би ни дал животот толку јаки ударци да не можеме да издржиме. Како ја коментираш Марија Луиса, сите она што го напиша и што кажа дека не се плаши од тужбите? Искрено не би го, и онака имам малце медиумски простор за да ме вредно да срошам на Марија Луиса. Дотичната доби тужба, не знам дали е доставена, ако не ќе ја добие наскоро. Тоа сепак го препуштив на моите адвокати. Нека се бави судот со тоа, мислам дека нема да биде исто кој ќе треба да плати малце поголема казна. Порано бев некој кој што тужи, па знаеш, жал ми е, викам ајде, може нема доволно примања да не плаќа. Сега не. Сега секој ќе сноси одговорност и последици за ова што го направи и да сватат барем во иднина дека не направиле нешто добро, али мислам дека тоа е афела на такви луѓе кои што не мислам дека направиле нешто лошо. Али добро, тоа се они, нека платат. Тука се органите на прогонот и нека се занимаваат со не, јас стварно веќе и премногу медиумски простори дадов. И за крај, дали може да видиме на некоја следна ревија едиторијал или што и да е модно? Види, ако преживам и напад после ова интервју, ќе ме видите, ако не, значи не сум издржал. Али да, се надам сега шала на страна, да, и како ќе се гледаме на уште многу модни писти, на вакви свечености, на настани, и да, тоа. Благодарам многу. Благодарам на вас.